Наредниве минути во утринската програма отвараме нова тема која што е актуелна, за која што многу се зборуваше и за која што секако ни требаат одговори. Тлото на Балканот повеќе од една недела се тресе, земјотрес имавме и во Полска, а од оној во Вануату за жал расте билансот на повредени и загинати. Што ги предизвика потресите на тлото на Балканот и има ли простор за паника? Утрово разговараме со професор доктор Владко Шешов од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Професоре, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Серија земјотреси на Балканот. Серија наслови на порталите сензационалистички, не само за земјотресите на Балканот. Не беа силни, но секој потрес е вознемирувачки, па затоа прашуваме што се случува на тлото на Балканот. Некако периодично имаме вакви денови кога на одредени места знае тлото да се тресе, па потоа извесен период да мирува. Па да, добро го рековте вие, повеќе малце сензационалистички наслови, отколку што стварно некоја загриженост за граѓаните. Тоа е регуларна, да кажам, сизмичка активност на овие делови на Балканот. Ние знаеме, Балканскиот полуостров е сизмички активен регион, така да овие земјотреси со некои магнитуди од 2 до 3,5 негде магнитуди не представуваат никаква причина за загриженост. Тие се регуларно ослободување на енергијата од земјината внатрешност, би рекол повеќе се интересни за нас или за сеизмолозите, бидејќи представуваат добра основа за нашите истражувања, да видиме каде се случуваат, дали се поклопуваат со некои наши анализи и предпоставки, отколку да има некоја загриженост. Тие ќе се случуваат и понатаму, и во наредните месеци, дали е зима или лето, ќе се случуваат и треба луѓето и граѓаните да бидат навикнати. Знаеме каде живееме, во регион кој што има историска, нели, некоја историја на сеизмички активни, би рекол, периоди и не треба никаква загриженост. Но не се тресеше само Балканот. Имаме земјотрес пред некој ден и во Полска и во Вануату. Па има ли еве овој во Полска последниот некаква поврзаност со балканскиве земјотреси и може ли да се очекуваат последователни посилни? Добро, поради оддалеченоста и поради некоја тектоника, Полска не припаѓа некако на Балканскиот полуостров и од сеизмички аспект. Тие потреси исто си се регуларни во тој дел на Европа, би рекол, бидејќи овие земјотреси за кои што претходно говоревме, кои што се со магнитуди 2, 3, би рекол до негде 4, настануваат на евроазиската плоча, не настануваат на контактот помеѓу тектонските плочи. Тие се, да кажеме, ова што го спомнавте претходниот земјотрес во Вануату, тие се земјотреси кои се вака поголеми и позначителни, а овие се земјотреси кои настануваат на самата тектонска плоча и не се со толкава магнитуда. Поврзаност, барем до сега науката не може да направи помеѓу случајниот земјотрес, да кажеме, иако и тој мал во Полска, со овие, да кажеме, неодамнешни активности на Балканскиот полуостров, сепак е далеко и самата тектоника и механизам на настанување на земјотресите на Балканскиот полуостров не зависат од активноста, да кажеме, во Полска со овој земјотрес. Ние инсертите кои што сега ги гледаме се токму од Вануату. 7,3 степени според Рихтер беше земјотресот таму и сега, професоре, и за нас, обичните граѓани кои ќе видиме 7,3, тоа ни представува голема разорна сила. Можеме да дадеме одговор што ја предизвикува истата и дали регионите во светот каде што имаме вакви силни земјотреси, помали потреси, веќе можеме да ги разграничиме и еве луѓето кои што живеат во тие делови каде што години наназад бележиме помали потреси според Рихтер, може да бидат спокојни, можеме некако така да ги поделиме работите? Па добро, ајде првен со овој земјотрес еви за граѓаните Вануату се наоѓа негде во југо-западниот дел на Пацификот, значи тоа се оддалечени острови. И тоа е многу карактеристично, бидејќи тие припаѓаат на така наречениот Ring of Fire или огнениот прстен. Пацифичкиот регион е познат. И не само за нас, па би рекол, еве, полека и граѓаните се едуцираат повеќе и за пошироката јавност знаеме дека најголемите земјотреси, овие со магнитуди што предизвикуваат вакви оштетувања и уште подраматични, се случуваат во одредени региони на нашата земја, планета. Значи, не секогаш магнитуди со ваква големина случуваат непознато, како што рековме полскиот. Не може. Тамо е најголемата активност и придвижување на
тектонските плочи, ова е во контактот помеѓу австралиската и пацифичката тектонска плочи и е многу познато и не е за изненадување. Дури населението таму е сведок на вакви земјотреси. Во последните 40 на години има преку 20 вакви големи, да кажеме, со магнитуди над 7. Е сега нормално. Секогаш вакви големи земјотреси предизвикуваат оштетувања, предизвикуваат дури човечки жртви, знаеме дека има, се уште ги евидентираат. Така да, ова не е за нешто изненадување. Вие ако наредниот пат, ајде ќе се договориме мапата, да кажеме, на земјата и ќе видите точно каде се случуваат овие големи земјотреси на оние контакти помеѓу тектонските плочи. Така да, еве, за ваша исто информација, 10 дена пред овој земјотрес, на другиот обала, да кажеме, на западната обала на америчкиот континент, негде во близина на Калифорнија, се случи исто така силен земјотрес со магнитуда 7. Меѓутоа, таа беше офшор, беше длабоко во океанот и немаше вакви драматични оштетувања. Ова е случајно во близина на пристаништето во Вануату и има нормално оштетувања сега. Тоа е голем земјотрес. Да. Знаеме дека како природна катастрофа не може да се предвидат, но често знаете и вие и вашите колеги да кажете дека можеме превентивно да делуваме. Колку, професоре, во билансот на загинати улога одигра квалитетот на градбите? Одлично прашање, огромна. Бидејќи ние имаме една поговорка, земјотресите не убиваат луѓе. Зградите и објектите убиваат луѓе, апсолутно. Предходната припрема, високите технички стандарди се основниот предуслов да немаме големи оштетувања и да избегнеме човечки жртви. Еве ќе ви одзема малце време, споредба на два земјотреси, ја често пати на студентите им го кажувам, во Хаити, Порто-Пренс, истовремено по, да кажеме, јужно, во Чиле, слични магнитуди, значи Порто-Пренс беше магнитуда 7,2, во Чиле негде 7,3, во Хаити преку 250-200,000, не можеше ни да се евидентира број на загинати лица, во Чиле немаше загинати лица, имаше повеќе оштетени објекти. Еве сега направете споредба, има разлики, вамо е по-густо населено каде што удрил земјотресот и слично, меѓутоа сакам да кажам дека апсолутно ние одиме кон тоа да ги превенираме пред се повредени загинати лица, второ и намалување на штетите по човечката околина. Значи, тоа се основните предуслови како можеме да делуваме. Тоа со предвидувањето, апсолутно и предходно во некои разговори сме го спомнале, тоа не е ниту од интерес, може во некои наредни стотици, илјадници години натаму да биде. Сега да се вратиме на домашен терен. Скопје дефинитивно ја научи лекцијата од 63-та година. Барем се надеваме. Не, друго ми беше поентата. Ја научи, но некако сега веќе како да ја заборава. Ако ги погледнеме новите градби. Не навлегувам во прашањето во квалитетот на градбите, меѓутоа еве од окото на обичен граѓанин, многу градби едно до друго, многу тесни улици, многу зони во градот кои што веќе некогаш биле куќи каде што имаме 6 катници, 7 катници, едноставно станува клаустрофобично да помине човек таму, а не да Боже да помисли на некоја несреќа. Прашањето е дали од тој аспект сме безбедни од земјотреси што имаме толку многу градби на метар квадратен? Апсолутно ви е на место. Не би знал да ви одговорам, искрено. Ние имаме посебна област во рамките на земјотресното инженерство robustness of structure. Значи, вие покрај тоа што го гледате објектот сам по себе, тој мора да го гледате во интеракција со другите објекти. Вие може да имате сигурен објект до вас, ако има штетување на објектот. Вие не можете да добиете помош, спасувачки екипи и слично, бидејќи пола од улиците ќе бидат затрупани со остатоци од објекти. Значи, има правила. Сега ова добро го спомнавте, Скопје 63-та, 60 години веќе нешто помина, минатата година нели имаше 60 годишна од Скопскиот земјотрес, се учат лекциите. Меѓутоа одлично потенциравте некако како поминува времето, како да се подзабораваат. Особено би повикал на професионалната и морална етика на сите вклучени во тој процес, од урбанисти, планери, градежни инженери, архитекти. Малце сепак да се подсетиме на некои лекции од минатото и да ги направиме овие наши простори поубави за живење. И
Уште едно прашање кое што е тесно поврзано еве со ова за што зборуваме. Професоре, кога ќе ни се случат вакви земјотреси, кога сакаме да ја продискутираме темава и во студио, на прсти се бројат професионалци како вас кои што можеме да ги повикаме, за кои што можеме да дискутираме. Има ли кој да ве наследи? Има ли интерес од младите за професијава? Па добро, нели во разговорот со вас ја реков, ајде сега некогаш наредниот пат малци и помлади има апсолутно. Ја можам еве да искрено да кажам дека сум многу горд, особено во мојата катедра или во мојот оддел, ние имаме веќе 3 генерации. Ја ако сум некоја втора или трета генерација од 60-тите години, веќе сега имаме после мене генерација кои што се, да кажам, мои најблиски соработници, веќе воредни професори, имам и асистенти. Успеавме во последните 4-5 години навистина да обезбедиме подмладок, кои што се сега магистранти и докторанти, исклучително квалитетни луѓе. Не ме прашувајте како. Ја би ги замолил да останат тие тука, да не одат во странство. Апсолутно. Имаме и добра опрема, така да мислам дека имаме едно добро поколение, генерации кои што еве после нас ќе не наследат и ќе продолжат со овие теми на истражување. Да заклучиме, поголеми потреси не би требало да очекуваме, но да повикаме еве и на новинарската етика во однос на известувањето. Многу е лесно да напишеме сензационалистички наслов, да не ги плашиме граѓаните. Апсолутно. Бидејќи оние зборчиња навистина ги возбудуваат граѓаните. Ја стресе сега, кога ќе стресе може во Вануату, седмица, двојка. Или замислете ние да го најавивме разговорот кога да очекуваме силен потрес во Скопје. Тоа беше апсолутно тоа. Така да ја апсолутно сакам да се пошегувам малку на крај колку треба да се внимава кога се информира за вакви. Нели во разговорот со вас потенцирав дека сега па ние се насочуваме кон подигнување на јавната свест на граѓаните, токму во овој контекст. И граѓаните да бидат информирани и едуцирани да знаат да препознаат вести. Токму така. Ви благодарам. Благодариме. Благодариме на поканата. Одиме со вести.